Да, овој период од годината, меѓу другото, поставуваме нови цели за новата година, докаде сме со она што си го замисливме за себе, за 2025-та го изреализиравме, дали можеби поставивме многу високи цели и дали воопшто треба да си го правиме тоа самите на себе. Сега овој период од годината малку во некои недумици самите со себе, како беше си разговарам самиот со себе. Често се разговараме со себе, меѓутоа поинтензивно во крајот на годината, која морам да признам дека конкретно на мене ми предизвикува притисок. Некако ја чувствувам нова година како балони, кога ќе честитаме на полноќ, веќе се издишува и некако пубаво се чувствувам. И се здавам на она што, нели, го размислуваш претходниот период, дека треба некои промени во секој случај. Цели имаме. Само да е за добро. Само за добро, апсолутно. Само да е за добро. Да. Сега со Фики Гаспар, нашиот прв гостин за денеска, психолог, разговараме на оваа тема, како да си создадеме, добро утро Фики, како да си создадеме еден внатрешен мир во очекувањата, во целите, во се она што пред себе ќе си го зацртаме за следната година. И сега новата година најчесто кај луѓето создава чувство дека мора да направиме некои промени за од следната година. Зошто е тоа така? Така, добро утро од мене. Да, ова е многу интересно прашање. Од психолошки аспект, тоа што го работиме во приватна пракса, гледаме дека баш овој период се чувствува некоја поинтензивна тензија во однос на очекувањата на луѓето, нивната слика за себе, која што е внатрешна, и реалноста која што оние доживуваат за себе, значи перцепцијата за тоа кои се. И тоа може да се објасни од повеќе начини, но еден од најважните е заради тоа што има некое чувство на завршување на нешто и на почнување на нешто. Тоа е, нели, старата година завршува, почнува нова година и секој очекува од себе да во овој период од една година постигнал нешто или, нели, малку понапред е со своите желби и со својата перцепција за себе од тоа што бил лани овој период. Но исто така многу важен е и социјалниот притисок кој што се случува. Уствари сите зборуваат за тоа. Многу често се споделува на социјални мрежи, се разговара помеѓу пријатели во сите кругови, роднински кругови, домашни кругови за тоа меѓу нас колегите. Да, секако колегијално се разговара и уствари оваа е комбинацијата која што најмногу му прави на човек притисок, посебно ако се уште се наоѓа во ситуација каде што истражува што е тоа што сака да го работи. Иако ние кога подолго работиме на некоја професија или подолго сме во некоја фаза, сепак нели има некои микропромени кои што ги правиме и кои што се пронаоѓаме, така да и тоа многу влијае. И затоа оваа комбинација ни го прави тој притисок кој што секако ние треба да го менаџираме и посебно, нели, ако кажеме дека личноста имала состојби на одредена анксиозност, на вознемиреност, ако се случувале некои транзициони периоди во текот на годината, ова може да биде доста поинтензивно и може да биде доста поприсутно за разлика од други личности. Дали овие правење тие планови се корисни, се здрави за нели, кога станува збор за менталното здравје, бидејќи нормално дека ќе предизвикаат, како што и вие рековте, дополнителен притисок. Дали има некаков фидбек од очекувањата, од сите тие планови, меѓутоа да не се одразат премногу доколку не се случат, речиме, во тој посакуван период, еве да речеме? Така, целите се важни за поставување, но треба да имаме во предвид дека ние како луѓе функционираме на ниво на мотивација. Се што ни е прелесно за постигнување не мотивира и се што ни е претешко исто така не мотивира, туку не става во ситуација на чувство на грижена совест, на вина, зашто не сме можеле да постигнеме. Затоа секоја личност треба да може да се направи јасна представа за што се низините или неговите цели и како да се постави во текот на периодот, поточно во текот на новата година. Кога ќе се направи доволна цел, која што е лесна за постигнување, но сепак е предизвик и личноста кога ја постигнува, тоа влијае многу позитивно на мотивацијата, влијае на перцепцијата за себе, значи тоа е еден вид на постигнување кој што ја гради и самодовербата. И тоа е многу важно. Сега луѓето што во пракса што гледаме прават, тие си поставуваат цели кои што, да кажеме, релативно дека се постигнуваат, но забораваат дека во текот на годината може да дојдат многу предизвици кои што не можат да ги
предпостават, да ги утврдат со време дека ќе се појават и тогаш се случува тој момент каде што се борат за своите цели и за своите постигнувања, но се вклучило и нешто ново кое што е отежнувачки за личноста и влијае на менталното здравје, како што убаво кажавте. И цела таа комбинација повторно знае да направи да не се постигнат тие цели, иако пред нова година изгледаат сосема остварливи, но во тој момент заради околности и заради сите други фактори да не се успеат и тоа го прави за жал па и уште поголем притисок, чувство на вина и чувство на неуспех кој што па после влијае на самодоверба и на ментално здравје, ментална хигиена и така. Треба да бидеме реални. Тоа е првенствено. Реални. Добро, како да успееме да бидеме реални, да во нашата перцепција да видиме дали е тоа реално очекување, дали станува збор за нереално очекување, оно што збориме недостижно и зошто да се мачиме, да си го правиме самите на себе тоа, или можеби донесуваме некоја цел од некои други очекувања, за да исполниме други очекувања. И тоа исто несвесно се случува. Да задоволиме некого. Да, секако, ние како социјални битија, ние сме под влијание на средината и тоа многу. Имаме потреба и да бидеме дел од група, од колектив, кој што ќе не прифати, ќе не признае и многу од нашите цели, за жал кај многу од луѓето и патот на кој што се движат во текот на животот е, да кажеме, усмерено од страна на останатите и затоа овде треба да се направи една јасна дистинкција измеѓу тоа што ние го сакаме и што е наша внатрешна мотивација и тоа што го бараат другите од нас. Значи тоа се најчесто блиските луѓе во нашиот круг, кои што имаат некои своји замисли, посебно овде се појавуваат родителите, партнерот, децата, на самата личност, кои што имаат одредени замисли и очекувања за нас што е тоа што ние треба да го постигнеме, посебно ако сме се покажале, тоа е многу интересно и во истражувањата се гледа, посебно ако сме биле успешни, се повеќе и повеќе расте тој притисок и потреба да желба за успех. Желба за успех кај нас лично, но и од останатите очекувања од нас дека треба уште повеќе за тоа што сме покажале дека можеме. Сме стигнале до некаде. Да, така да секојаш убаво да се направи една јасна представа кај себе во личноста што е тоа што се потребите на самата личност, што е тоа што ни влијае од околината и што е тоа што вистински сакаме. Многу често, како што кажа, во приватната пракса разговараме со луѓе кои што се повозрасни, кои што веќе имаат постигнато самоактуализација, кој што е највисокото постигнување на личноста во односи на мотиви и на чувство за себе и се за тоа да они да споделат дека уствари тоа е било само некоја борба да достигнат таму во своја професија, кариера, а уствари паралелно на тоа сакале нешто друго да работат во животот, но заради тие притисоци, очекувања и од мали кога биле стимулирани од страна на родителите дека убаво е пример да бидат доктор, инженер, адвокат и сите тие работи го усмериле човекот да достигне до тој момент да ја работи таа професија, да се труди, да биде успешен, но вистински да не е неговиот прв избор ако гледал лично само од желбите на таа личност, така да доста комплексни се работите и секогаш кога ќе одвоиме малку време да видиме кои се нашите потреби, кои се потребите на другите околу нас, што е тоа што вистински го сакаме, можеме многу појасно да си ги поставиме целите и секако да си оставиме малку простор за да може тие цели да бидат пропратени со одредени предизвици кои што ние како личност од сега не можеме да ги предвидиме. Во тој случај ќе биде многу подобро. Неколку пати споменавте приватна пракса. Кои се најчестите нереални очекувања на луѓето? Повеќе од емотивна страна или повеќе од професионална? Најчесто се врзани од професионален аспект, но треба да знаеме дека емоциите не движат нас во сите сфери. Так. Многу се вклучени емоциите кога ние разговараме за кариера, за постигнувања, позиција во која што сме, многу тешко да ги одвоиме, но најчесто кога разговараме, сепак се работи за кариерни постигнувања кои што се очекуваат и тоа е еднакво распространето и кај мажите и кај жените, со тоа што знаеме дека жените се уште од тој културолошки аспект ги имаат и поголемата тежина во и очекување, што сега веќе се менува, веќе и мажите се многу вклучени, но очекување од средување на домот, грижа за децата, воспитување за децата, така да тие се тие работи кои што најмногу им тежат на луѓето кога ќе дојдат,
нели кога збориме дека се работи за типичен развој, кога се работи нели кај што нема патологија кај личноста, тие се најчестите работи кои што потоа предизвикуваат анксиозност, кои што доста се осеќа веднаш во првиот разговор кога ќе запознаете личноста, а подолг период на анксиозност и повеќе разочарување во склоп на другите околности знае да ни донесе за жал и депресија, но и тоа да биде почеток на одредени други заболувања на менталната хигиена кои што се присутни. Еден од можеби најголемите предизвици кои што ги живееме е тоа како да го постигнеме тој внатрешен мир. И еве од психолошка перспектива, ајде објаснете ни што значи да се постигне внатрешен мир. Кога човекот знае дека го постигнал внатрешниот мир. Ова симпатично беше, се насмеавте. Немојте да ме разочарате, да ми кажете дека не постои такво нешто во целост. Така. Внатрешен мир е многу пријатна работа. Не е нешто што може континуирано да трае кај личноста, затоа што е подложно на многу промени. Треба да знаеме дека ние како луѓе функционираме на начин каде што ние секогаш, тоа од природен и од биолошки аспект, имаме потреба нешто да правиме и нешто да се радуваме. Вистински не можеме да го постигнеме тој внатрешен мир до тој степен или се имаат потрудено одредени мислители кои што работат на медитација и кои што работат на таков животен стил да го постигнат тоа и се доаѓале прилично блиску, но тоа за нас, на начинот на кој што функционираме денес, со професија, со семејство и со тоа, не е достижно до тој степен да ние вистински внатрешно чувствуваме мир. И тоа јас што го кажувам на тие клиенти и корисници што доаѓаат кај нас, е ако сакат да влијаат малку на внатрешниот мир кај себе, треба да видат колку се спремни некои предизвици кои што сакаат да ги постигнат и некои амбиции да ги паузираат. Затоа што, знаете како, доаѓаат луѓе кои што имаат големи амбиции, кои што се трудат многу во животот, имаат големи желби за постигнување, а во исто време сакаат да имаат внатрешен мир. Тие две работи не одат баш заедно, затоа што вие кога влегувате во нови предизвици, кога дали тоа ќе биде започнување на бизнис, некоја едукација на повисоко ниво, тие се пропратени со многу стресори, иако тие стресори се позитивни, не ја оставаат личноста да биде на тоа ниво да има внатрешен мир. Но тоа што работиме ние се трудиме покрај сите тие предизвици и покрај тие амбиции да им воспоставиме механизам во кој што тие ќе можат да рефлектираат, да почувствуваат задоволство и малку да се смени начинот на кој ги доживуваат работите, дека стресорите се дел од процесот и од патот на постигнување и се нормални. Затоа што реално нас најмногу не плашат тие. Тогаш се појавува и страв од неуспех и тука е тој момент на нарушување на тој внатрешен мир, затоа што вие цело време сте во транзиција, цело време одите напред. Не се чувствувате дека имате контрола, тоа го нарушува внатрешниот мир. Така да луѓето треба да се направат разлика помеѓу тоа дали сакаат да живеат малку помирно, со помали амбиции, каде што би биле задоволни и ќе имаат повеќе време. Овде времето е многу важно. Ако ви имате повеќе време слободно, може да влијаете на себе и да се одморите и физички, но и духовно. Но ако вие сте презафатени, ако работите 12 часа на ден, ако работите 3 различни работи или 3 различни сфери функционирате, малку е тешко да постигнете внатрешен мир. Да се помирам по две. Значи, тоа што сватив јас е што поискрени кон себе, тука е тој најбитен елемент. Тешка работа како јогините дека ќе станеме. Па тешко, меѓутоа сепак и после да се менаџира стресот колку што е можно по-умешно, веројатно. Веројатно тоа е со текот на годините, како алатка самите го стекнуваме индивидуално, секој според својот сензибилитет. Предпоставувам дека тоа и по праксата може да кажете дека тоа е така. Па да, луѓето кога ќе поминат одреден период со стресови, кога ќе сватат дека сепак ги изменаџирале и ги надминале, можеби кога ќе налетат на нов стрес непознат, уствари меморијата за чувството дека се случувало ова и порано и успешно го менаџирање дава чувство на смиреност. И тоа е уствари нешто кое што ние тежнееме во работата е да они уствари веруваат во своите капацитети затоа што многу е поразлично нели кога се потпираме на некој друг, а многу добро се чувствуваат и посигурно луѓето кога се потпираат на сами себе. Иако тоа нели секогаш е тежок процес.
Еве, на крај само имавме едно убаво прашање подготвени, значи, што би им препорачале вие како професионалец на оние што влегува, односно кои влегуваат во новата година со здрав дека никогаш не се доволно добри? Така. Јас би им препорачал прво да направат една проценка зошто тоа чувство се појавува. Секако овде имат можност да се исконсултираат и со професионалец, да одат на психолог да поразговараат, да видат од кај е изворот на тоа чувство, затоа што во истражувањата гледаме дека тоа чувство е присутно и кај луѓе што другите ги оценуваат како високо успешни и високо функционални, а потоа да се направат проценка што е тоа што сакаат да го постигнат во периодот, не мора да е само една година, и да можат да го разложат на помали делови кои што помага, затоа што задачата која гледаме, ако сакаме да постигнеме нешто, која гледаме во целост, изгледа многу потешка за разлика од тоа ако ние ја разделиме на повеќе мали или поситни делови и одиме чекор по чекор и ги надминуваме тие, и секако, значи, да се направи јасна представа дека многу често луѓето очекуваат од себе за 2-3 години, тоа мислам дека е малку и под влијание на социјалните мрежи, збориме за млади луѓе 30-40 години, очекуваат за 2 години да постигнат се. А што правиме со останатите 20 години? Значи треба да направиме јасна проценка каде сме во однос на нашиот живот и колку време имаме и простор да си дозволиме да ги постигнеме целите. Секако, индивидуално е кај сите и затоа е најдобро да се секој веќе психологот јасно име на луѓето дека не работи само со одредени нарушувања или одредени неврози, туку е овде за поддршка и за советување и најдобро е да одат на еден разговор. Мене веќе ми е подобро од разговорот, јас морам да признам, тоа е... Како воздухот се чувствуваш и ти денеска, прочистен. Апсолутно, и убаво е да секогаш, ако имате каков и да е било проблем, да побарате професионална помош, поддршка. Секогаш. Да, има зошто. Благодариме, Фики, благодариме за гостувањето денеска и за разговорот. Посакувам да ти биде убава новата 2026 година и соработката ќе продолжи, се разбира. Благодариме на вас.